релативната атомска и релативната молекулска маса е содржина која се треба да ги постигнеме следниве цели. Целите се, ученикот треба да препознава ознаки за релативната атомска и релативната молекулска маса и понатаму да се смесува релативна атомска и релативна молекулска маса на различни прости субстанции и соединенија. За да можеме ова да се го научиме, ќе одиме првен да се запознаеме што е тоа релативна атомска маса. Значи, забележите се поде. А големо, Р мало е ознака за релативна атомска маса. Значи, релативната атомска маса се бележи со А големо, Р мало. Да, Р мало на латини. Тоа е ознака за релативната атомска маса. Ова што во моментот сега ги го представи на таблата, се нарекува забележка. Тоа може да се кријат слушните поеми, како да се добре со главниот слушен поем. Сега ќе ни се додели на повеќе интерактивно, пошто ние се овдека. Сега јас да ви презентирам, како сакам сите да ви пребивате, да почивате, да репирате тази на таблата за таа работа во сопет. Затоа ќе одиме вака. Овдека, овој дел овдека, ќе ви го покажам сега, се нарекува дефиницијата за релативната атомска маса и нивите нема да пишувате во тетрадката. Само да пишете дефинирање на ага, а нивото ќе го најдете во учебникот, нивите наоѓа може да на која страна, да не губиме време во представувањето сега и пишувањето на специјални делови, за може да работиме повеќе на таблата. Еве, се наоѓа на 70 страна, обоена е со фиолетови букви дефиниција и тогаш нема да биде проблем. Ајде сега, до сметка на тоа, внимателно се видиме за да разбереме ова начало. Погледне, вели, релативната атомска маса е број што покажува колку пати масата на атомот на некој хемиски елемент има поголема маса од 1/12 на масата на изотопот на въглерод. И сега дефиницијата е многу тешка. Така, во првиот момент. За да слушам да се повторим, што беа тоа изотопи? Изотопи што беа? Додека ова се инсталира, да слушам, што беа тоа изотопи? Имаат ист број на протони, а различен неутрони, а масен или различен масен број. И сега гледаме, кликам на периодниот систем, можеме въглеродот. Въглеродот, ако има 6 протони, треба да има 12 масен број. Значи се враќам сега на содржината која што беше овдека. Велиме дека 600 пати се изменени седнат на периодот и самовај. Значи сега треба да определиме ние некоја ситуација и пример на некој друг елемент. Во хемијата размислуваме да може да најде, да измера маса на еден атом, и во многу тешко, или пред се дека не постојуваат смикави и така натаму, тогаш што одлучиле? Одлучиле и размислиле дека најдобро е да најдат споредба со некој елемент. И сега се стражува од опогледа во хемијата со кој елемент да биде таа споредба. Па на крај, кога се открило и органска хемија за годински, се открило дека најдобро е споредба на елементите да се прави со въглеродот, защото въглеродот го има и во растенијата, и во животните, и во бактериите, и човекот, и сите организми, а го има и како природен въглерод. Въглеродот за вас, кој е въглеродот е познат како јагленот, графитот, диамантот, природната форма. И тогаш се взело, најдобро е да се земе еден број, значи сега кој е тој број што го има во периодниот систем, кој што покажува за колку пати масата на тој атом ќе биде поголема од масата на въглеродот, ама е дадено тој въглерод што е со 12, а не со другите кои што се изотопи, например, може да биде C6 со 13, може C6 со 14. Значи точно да се знае дека оној природниот се со C6 е со 12 еднаков број на протони и на неутрони. Дали ми јасно до тука? Дали ви јасно до тука? Не. Ајде уште да се повториме телефонска. Значи, а релативната атомска маса е број што покажува колку пати е
бројот тој на елементот поголем од въглеродот. Тоа значи дека сега, ако сакаме нешто да направиме поредба, ќе земеме сега на пример дека земеме стандард и ќе речеме, ајде сега ќе ги извадиме сите оние ученици кои се побутевели. Потоа, ајде сега нека излезат сите кои се ученици полноци ќе ги споредам според себе. Ќе речем, ајде сега нека излезат сите оние кои се имаат долга коса. Значи ти ќе земеш примерот према кој што другите ќе се споредат. Така ја въглеродот е земен како пример према кој што другите елементи се мерат. Но тука станува збор за атоми, релативна атомска маса. Сега ви е поречно? Односно натаму. Овдека вели вака, масата на въглеродот е унифицирана. Само за момент да може да се вели масата на въглеродот е наречена унифицирана. Единица на масата на въглеродот и се бележи со У. Има една формула, каде што вели ова ќе го кажам 1/12 од С, 1/12 по масата како С е 12, но оваа формула ќе ја учите понатаму кога ќе учите во средно. Тоа нема да ви треба, само да го спомнувам. Се дојдеме на следното. Нели најважно остение никога ќе не учиме, се знаеме да го примениме. Затоа се почнуваме со задача. Запишете си задача број 1. Задача број 1. И сега, пресметај ја АР, нели вие се критате специјалисти. Пресметај АР, релативна атомска маса. Првиот пример ви го кажувам јас, останатите вие си изведувате да ги решавате. Значи пресметуваме релативна маса, атомска маса. И сега погледнете за момент. Значи први пресметува АР, отвори заграда, алуминиум, затвори заграда, еднакво. Запишете си тоа. Значи, кога ќе треба да пресметате релативна атомска маса од некој атом, го запишувате А, Р символот и атомот, символот на атомот го ставате во заграда. Значи, А, Р од алуминиум е едно. Сега каде да побарате овој број? Но пресметувањето на релативната атомска маса не е ништо друго како читање на самиот периоден цикл. Ајде, само А, Р од алуминиум, толку пишува. А, Р од алуминиум. Еве сега гледате. Бидејќи се бара алуминиум, на периоден систем го барам алуминиум. Кога ќе кликнам на алуминиумот, нели ова ние се користиме апликацијата Калчен, кој е тој број кој ќе ни покажува од сега што е АР. Овдека, како што забележувате, е дадено со текст атомска маса. Меѓутоа на апликација Калчен, на сега ќе се имам на периоден систем и како имате со вас, од Калчен, одгоре се изгледате ќе имаме го за алуминиум, и ќе видите дека таму тој број е бројот кој се даден со децимали. И погледнете, вели вака, ајде гледате на таблата, вели атомскиот број за алуминиум бил 26,981. И јас се враќам овдека и го запишувам. Еве вака, каде 26,981. Било овдека кај тебе 981 не е важно, зависно од тоа кој го почнеме од следниот. Сега, драги мои, овдека малце, морам да интегрирам математика. Што се случува? Тоа ми се случи не сакам. Таблата функционира на три начин, што ми се подигнува со калцото, дека може да се запишува. Сега погледнете. Значи, кога ќе ја запишете бројка, секогаш ќе треба да ја заокружите на цело. Затоа што после ќе пресметуваме молекулска маса, ќе ни биде тоа важно. И сега вие што знаете во математика? Ако бројот позади запирката е 0, 1, 2, 3, 4, ќе биде истиот број, така? Ако е 5, 6, 7, 8 и 9, се заокружува на следниот. Еве забележа сега и прилучка дека таму, овдека се наоѓа некој број, како ми речем, 1, 2 и после нема веќе број. Најверојатно и погладите нешто имало, тоа е земено такова. Значи погледнете, 26,9, затоа пишувам приближно 27 јаглеродни единици. Запишете си го ова, вие дополнете. Значи алуминиумот е 26,9, бидејќи е 9, приближно, нели символчето е како приближно, е 27 јаглеродни единици. Го запишете ова. Сега запишете следно и кажете ми кој сака да излезе на табла да пресметиме. Р од натриум да пресметиме. Кој сака? Ајде појави да видиме. Ајде. Р од натриум.
за страници облегува, значи како се работи на таблата. На таблата се работи со тач, овде се зема оваа средата, како гледам. Кога ти допре овде до крилката, веќе се може да работи со прстот. Со прстот се работи со јадовитата на прстот, не со ногти, или не и со целата површина не сакано, затоа што секој допре до таблата може да остави трага и тоа не се целта, не е целта е точно да забележи. Сега, дојде овде како кликни на ова, така, и сега треба да го бараш елементот натриум. Ти помогнаме да го кликни на елементот натриум, слободно кликни, еве атомската маса, отчитаја 22, 9 и 8, како да е. Еве ба, овдека е запишана 22,99. Сега одбери си која боичка сакаш. Добро. Сега дојди овдека ти е даден символ од приближно до окружи. Колку треба да биде релативната атомска маса на натриум? Релативната атомска маса на натриумот колку треба да биде? Можно пишува. И да видиш како е, се видите ние си надигнати, ова ќе биде подоста не е добро. Дробатам на ние си надигнати. Сега гледај, слободно, видите што е разликата, кога го држиш пенталоса, ние сме си навикнати пишуваш која подигнуваш раката, пишуваш која подигнуваш. Кога пишуваш овде, треба да пишуваш во континуитет. Ставаш двојка и завршуваш, почнуваш на обрат. Поведение се плачи и пишуваш. Значи, одговорот треба да биде 20 и 3 супер. Ти благодарам што ништо не ми. Ајде сега кој ќе да калим. Ајде. Ајде да петоста. Ајде да калим, ајде. Побрзо да може повеќе да излезе. Ара од калиум. Ајде, ара од калиум. Кликни овде на периодна списа, да го најдеме калиум. Кликни. Еве го тука да видиме. Сега учите го. Треба да е 2.09, малку ми е проблем ова. Само малку да го спомнам. Еве га. Навратено си го. 39.09. Да враќаме на задачата број 1. 39,0, како ајде. И приближно ќе биде 39. Добро, следното. Ајде Тања излезе да пресметаш релативна атомска маса на аеросулфур. Дели со друга набојчка да биде различно. Аеросулфур. Не, само он се не е бумата. Ајде, до поголеме и глеј колку калкули. Ништо друго нема да пише. Ете, гледаш греши, затоа ќе добра раката. Ако грешите да научите, ајде. Ете така, отвори заграда од сулфур, аеросулфур, еднакво, дојдите од дека одлучите периоден список, одиме на бараме сулфур за поврзати поточна слика. Повели? Зашто ли ги пишували во крај бројка? Сеќа година, ајде. Аеросулфур. Врти малко по нешкојка. Аха, сеќа само да момент од сулфур, затоа што не ќе биде укусено, пишували како да пишуваме. Одиме бака, влезуваме стрелката, почистуваме епитичното пенталото, 32,06, се враќаме на за да не губиме време. 32,06, може да пишуваме, за да се отложуваме. Това е веќе за пишуване на задачата, не е на тоа. 32,06. Веќе да изгледаме да пишуваме работа така. 32,06. 32,
запирка, сега ќе кажам запирка 06, Михаил 32,06, забележа, или приближно 32. Ти благодарам што ми на мен. Дали дошто ми јасно да чуна што прашат или гошта? Можеме да ги пишуваме и повеќе, но нас бидејќи целта ни е да го слушаме на целиот проект, тоа нема да губиме време. Одиме сега да научиме што е релативна молекулска маса. Ајде да се научиме што е релативна молекулска маса. Запишеме како поднаслов. Релативната молекулска маса се бележи со големата буква М и малата буква Р на латиница. МР. Секаде во книгата. Самиот збор молекулска значи дека со неа ќе мериме молекули. Релативна значи дека не е константна, туку е нешто што се споредуваме со нешто. И сега ќе забележите дека самата дефиниција е потполно идентична со дефиницијата за атомската маса, само што во истазот не се споредуваат атоми, туку се споредуваат молекули. Погледнете. Релативната молекулска маса е број кој што покажува колку пати масата на молекулот од некоја супстанца е поголема од 1/12 од масата на јаглеродот изразена во јаглеродни единици. Значи, подловно е иста дефиницијата, само што во првиот момент велете релативна атомска маса е масата на атомот, а овдека велиме релативната молекулска маса е број што се покажува колку пати масата на молекулот. Сега не може молекулот да биде од елемент, туку ќе биде молекулот од некоја супстанца. Другото е се и. Значи и молекулата, за да се пресмета, пак се поедеа од јаглеродот. Сега запишете си задача број 2. Ако ќе биде овде напишете дефиниција, подоба дефиниција за книгата да се научите дефиницијата за релативна молекулска маса. И сега пишете си задача број 2. Пресметај ја МР на H2SO4. Задача број 2. Пресметај ја МР на H2SO4. Тоа е задачата. Пресметај ја МР на H2SO4. И сега си почнуваме по ред. Извинам само што пишете ли слободно тоа? Пишете ова, само ќе видите да ќе контролира. МР на H2SO4. Еве ќе видите. Пресметувањето на МР се врши на тој начин што се прави збир на релативните атомски маси помножен со нивните индекси. Тоа е правилото. Сега ќе ви го покажам на конкретниот пример. Ако предскиот кога зборува реков, да излезете или почива, и според неа ќе ги повикаме сите оние безбожите кои што имаат долга коса. Излезат следите ги спореднија долга со должината на косата. Така. И на крајот ќе треба да направиме збир, како видува заедница, збир колку отли имаат долги коси. Така ќе биде нешто со молекулите. Ајде да видиме. Гледате, запишувањето исто е, само што употребата со и молекула. Запишете си сега МР, отвори заград, од H2SO4. Запишете си МР од H2SO4 ќе биде еднакво на најважно нешто што е да го гледате бројот на атомите. И почнуваме по ред. Кај водородот, во H2SO4, водородот е застапен со 2 атоми. Затоа запишуваме еднакво на 2 по АР од водородот, од H. Запишете. Тоа е еднакво на, почнуваме со пресметка, 2 по АР од H. Понатаму плюс. Сулфурот е застапен со 1 атом, затоа пишуваме 1 по АР од С. 1 по АР од С. Додека имаме известно што веднаш ни го дава тоа 32, но тука не го пишува, АР од С. Плюс, пишете се вие плюс. Кај флуородот е даден со 4. Ако ни затоа ќе биде плюс
4 по А, Р од О. 4 по А, Р од О. За кислородот. Ово е 16. Сега овде ставите си еднакво. Вредноста на кислородот е 16. Вредноста на кислородот е 16. Неговата 15,9 е 16, релативната атомска маса. Вредноста на сулфурот е 32,0, ја земаме на 32. Така? И сега одиме се ракеме. 2 по антизино, устара водородот не е за водородот е 1,00, значи е 1, така? И сега си се враќаме во задаток. 2 по 1, 2 по 1, плюс 32 е за сулфурот, или се окружали. Увели го ја? 2 по 1, плюс 32, плюс 4 по 16. Одека е 16, тоа знам. Запиши ја, ама се зубе ги се појави. 2 по 1 плюс 32 плюс 4 по 16, тоа ви е 2 плюс 32 плюс 64, или тоа е еднакво на 98 јаглеродни единици. 98 јаглеродни единици. Ова J.E не мора да го пишувате секогаш, но запишете си го да знаете во литература како се чита. Например, може да ви биде прашањето J.E се чита јаглеродни единици. Јаглеродни единици. Сега излегуваме да пресметуваме релативна молекулска маса на алуминиум сулфат. И овдека после имаме заедно. Сега овдека ученици за ова, јас искакувам да го работиме заедно, не да биде вака да го препишувате. За таа цел ќе напишам вака. Ајде заедно да предметам релативна молекулска маса. Запишете си вака. Следна задача. Релативна молекулска маса од алуминиум 2 е О4 во заграда 3. Може да продолжиме? Запишете го ова и почнете. Еднакво. Ќе замолам сега, ајде Дијана да изгледа. Се по-малко мора да изгледа. Овде бака. Колку атоми има во овој соединение од алуминиум? 2. Ова ќе биде еднакво, така, запиши 2 по Ар од алуминиум. 2, само момент, ето така, 2 по Ар по заграда алуминиум. Се благодарам за историјата градата. Табла, дека треба понатаму него да продолжи. Негова брејаности на табла, постане во се дискусија. Ајде. Идете на табла. Сега одиме да видиме колку атоми има од сулфурот. Колку атоми гледа се од сулфурот? Ева, сега одиме. Сулфурот овдека е Ед, така? Но видејќи Ед од 4 е во заграда и позатим заградата стои број од 3, значи ќе биде плюс 3 по А е од сулфурот. Да, А, Р мало, во заграда, голема е сулфур. Затворија заградата. Плюс тата. Одиме, ајде да одиме. Сега одиме. Кога ќе го погледнеме, вака изгледа дека тоа е 4, така? Меѓутоа, бидејќи се работи до заграда, значи ќе напишеш 3 по 4 по аерокислород. Запиши 3 по 4 по АР од кислород.
Од О, во заградот О. Стави еднакво. Ајде одиме, ајде си няма стигнете на табло. Сега, да видиме колку беше вредноста на алуминиумот. Вредноста на алуминиумот беше 26,9. Затоа плюсна како ќе биде? На 27. Ако е 27, запиши 2 по 27. 2 по 27. Кој така дружите на само? Така се връзка? Ајде, може да се напишемо, сакам сите помалку, да го почувствувате дозорот. Имате да сјадот и другите памети ќе разбираат да распоред има за следното година. Сега имаше ситуација на некои ученици не беа заинтересирани, нема да разбираат, имаше колеги да се свегат од човека. Плюс, сега запиши 3 по сега треба да го побараме сулфурот да видиме, така беше? Ајде да видиме колку е сулфурот. Ајде само тоа првно, ајде така. Значи тоа сулфурот. Не, пак ќе се погрешам. Тоа се ти погрешите малку, да се ти малку. Тоа се предалко. Добре, сега. Сега го сулфурот. Не, тоа е сулфурот. 32,0. Значи е 32. Се враќаме на презентацијата. Запиши 3 по 32. 3 по 32. Плюс, ајде поискаме на како дружка, ајде. Плюс, ќе биде, седите на место, ќе биде, значи, 3 по 4 е 12. Значи запиши плюс 12 по 12 по и сега остави го пенкалцето, за да би ова мундичено и да видиме колку е О. Кликни овдека на О, за да видиш сега на О. И гледа, О ти е 15,9. Кој број треба да го запишеме? 16, така е. И сега запиши, запиши 12 по 16. 12 по 16. Остави го. Сега понатаму вие препишете го ова. 54, запишете, тоа е еднакво на 54, 2 по 27 плюс 3 по 32 плюс 12 по 16 е еднакво на 54 плюс 96 плюс 192. Значи бројот може да биде и поголем, не мора да се буните. Тоа е еднакво на 342 јаглеродни единици. Запишете се го ова. Значи тоа е еднакво на 342 јаглеродни единици. Ова срединение запишете си вика алуминиум сулфат. Значи го знаете. Ова ни беше вториот пример кога имаме со заграда. Значи да не го игнорираме бројчето след за заградата, затоа што изгласа на конзерватив, затоа што изгласа колку гресуваат нашите. Да, најајде да поред. Релативната молекулска маса е збир од релативните атомски маси на елементите. Ова соединение конкретно леот ќе биде релативна атомска маса на алуминиум, релативна атомска маса на сулфур и релативна атомска маса на кислород. Ама, разликата е во бројот на атомите. Во овој случај, алуминиумот ќе помножиме со 2, така? Затоа тој со 2 атоми е застапен. Но сулфурот нема да го множиме со 1, затоа ето 4 групата позади има 3. Тројката важи и за ова, тоа се 3 атоми на сулфур. Ова четворката значи 3 по 4. 3 по 4 ќе биде 12 по ара на кислород. Сега ти е појасно?
Значи, затоа што за градата бројот важи и за ова. Ова ќе мора да се посетиме. Одиме понатаму. Сега треба да пресметуваме и да посумнуваме оваа табела. Кој ти излезе да отчита колку е ар на кислород? Ајде, кој сака да отчита ар на кислород? И да го забележиш. Ајде. Колку е ар на кислород? 15,9, односно е 16. Супер, ќе си едно пенкото сега. И овдека во ова поле запиши 16. Тоа затоа што добрено ова, бидејќи О е само елемент, не е соединение, мора нема што да пресметуваме, стави косачка. Мора нема да пресметуваме. Пишете тија табелата, не. Само ме, гледате ме, ова запиши. Задача 7, страна 73. Задача 7, страна 73.